Почитувани, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија продолжува со засилена поддршка за земјоделството како една од клучните стопански гранки. Оваа година за прв пат се воведува програмата за интервентен фонд за земјоделството вреден 250 милиони денари. Овие средства главно ќе бидат наменети за поддршка на сточарството и за растително производство, односно житни култури. 120 милиони денари се наменети за субвенционирање на набавката на вештачки ѓубрива за производителите на пченица и јачмен. Оваа година, поради високата цена на нафтата, направено е усогласување и износот за реализирање на мерките зелена нафта е зголемена за 13%. Важно е да се напомене дека овој интервентен фонд е надвор од директните плаќања и руралниот развој, односно останатите видови на субвенции се исплаќаат редовно, навремено и неселективно. Истовремено, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија донесе одлука со која сите земјоделци што имале штети врз земјоделското производство поради временски непогоди минатата година да бидат обештетени во висина од 10% од вкупната проценета штета. Вкупно 729 баратели само во Росоман кои претрпеле штети од измрзнување на производството ќе добијат околу 33 милиони денари, а покрај нив со одлуката на владата ќе бидат обештетени и Карбинци, Богданци, Демир Капија и Ранковце. Повеќе пари и нови можности за развој на земјоделството овозможува и ИПАР 3 програмата, чиј буџет ќе биде зголемен за 60%, а првиот повик се очекува да биде во вредност од околу 35 милиони евра за поддршка на земјоделството. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија гради партнерски однос со земјоделците. Мерките за поддршка се носеат преку отворен и инклузивен диалог со засегнатите страни. Продолжуваме да инвестираме во земјоделството, обезбедуваме зголемено домашно производство, кое ќе биде конкурентно на домашниот и меѓународниот пазар. Во време на глобална економска криза, владата редовно ја следи состојбата со цел навремено да се набават сите потребни производи, граѓаните да бидат спокојни, сите основни намирници ги има во доволна количина. Ви благодарам.